Со 13 гласови за, едногласно членовите на Судскиот совет го избра Александар Камбовски за председател на највисокото судско тело. Апелацискиот судија од Битола, кој пред 7 месеци стана член на советот, од денеска ќе го менаџира и предводи телото кое избира и разрешува судии. Пофалби за стручност и интегритет, како и поддршка доби од речиси сите колеги. Најмногу го пофалија колегите кои се избрани во собранието и се уште е неизвестно дали ќе останат во советот со оглед на најавите за нивно разрешување. Камбовски упати порака до граѓаните, но и до судиите, дека сите што се огрешиле и ќе се ограшат пред законот ќе одговараат, даде ветување дека ќе ја врати довербата во судството. Тоа секој оној судија кој што работи не според законите, туку според некои негови лични интереси, дали потпаднал под влијание, дали сакал да остане некаква си друга материјална или нематеријална корист, бидете уверени дека местото нема да му биде повеќе во судскиот систем. Но и обратно сакам да нагласам, сите други судии кои што работат честно, а тоа се огромно мнозинство, ќе имат максималната поддршка на судскиот совет. Кажав, вратите ќе им бидат отворени, телефонските линии 24 сати отворени. Било каков притисок ако имаат, било какво влијание ако некој се обидува да им прави, слободно да се обратат за заштита пред судскиот совет. Изборот на председател на советот доаѓа во период кога собранискиот спикер веќе најави дека на комисија за именување и разрешување ќе бидат разрешени 5 членови избрани од пратениците и шефот на државата поради негативниот извештај за работата на судски совет. И покрај тоа што советот можеби наскоро ќе биде дефицит со членови, сепак Камбовски верува дека институциите ќе постапуваат согласно уставот и законите во државата. Тој не сакаше да коментира ниту една политичка изјава, но е дециден дека извршната, собраниската и судската власт мора да соработуваат во интерес на граѓаните. Треба да соработуваме. И не тоа да се сваќа како мешање на извршната власт во судската или пак обратно судската во извршната. Бидејќи буџетот ни е заеднички така на државата, ние мора да се обраќаме за финансиски средства, потреби кои ги имаме. Од друга страна, владата на пример да се обрати кај нас кој проблем го има стопанството во нашава држава во смисла бавно течење на постапките, стопанските постапки, па да видиме што може да направиме, тие побрзо се завршуваат. Сите тие работи мора да се решават во дослух помеѓу судската, извршната и законодавната власт. Изборот на Камбовски доаѓа од како поранешната председателка Весна Дамева си даде неотповиклива оставка минатиот месец. Таа рече дека оставката е поради недолични изјави на политичари кои што го рушеле нејзиниот дигнитет и интегритет. Нејзиниот мандат беше пропратен со скандали, при што во советот влезе оценската мисија на ЕУ и даде препораки за негово реформирање. Во меѓувреме и Министерството за правда организираше дебати со експерти и судии за да ги скрои новите законски измени за судски и обвинителски совет. Инаку на денешната седница не беа присутни членовите министерот Игор Филков и председателката на Врховен суд Беса Адеми.